Zdravo, prijatelji! Сакам да споделам со вас за тоа што е молитва, како и важноста од нејзината практика која е клучна за духовниот развој на секој верник. Многу верници не знаат да се молат и да градат релација со Бога, затоа не можат духовно да се изградуваат. Молитвата е духовен комуникативен процес кој овозможува разговор со Бог преку јазикот на вашето срце. Постојат различни средства за комуникација меѓу луѓето, но само едно средство останува исто за комуникација на луѓето со Бог, а тоа е молитвата. Молитвата треба да се научи како што човек учи како да плива. Ако се фрлите во вода, ќе потонете и ќе си мислите дека законот на гравитацијата ве победува и не може да се промени. Претате, се борите и се давите во водата. Но, ако ги научите принципите кои се применуваат во водата, како правилно држање на телото, движење на рацете и нозете, во испливување и одржување во водата, со редовна практика ќе станете пливач. Јас како дете, кога прв пат влегов во морето, имав страв, се грчев, сите мускули ми беа затегнати и не може да направам било какво движење. Мислев дека не сум подготвен да пливам и дека тоа не е за мене. Но кога мајка ми велеше препушти се како да легнуваш во удобен кревет и лебди, прво што осознав беше да се препуштам, со тоа и да го надминам стравот. Потоа искусив задоволство, сигурност и решителност да пливам. Така и со молитвата и духовниот живот. За некого тоа е непознато и му предизвикува неудобност, страв или одбивност. Но штом правилно се постават некои принципи, тогаш практикувањето на молитвата станува успешна алатка за духовен развој. Важно е да се препуштите во молитвата како во водата, да дозволите водата во која пливате да ве крене и поддржува ослободени, без страв, верувајќи му на Бога, тој да ве води и да ве учи како да пливате во духовниот океан. Молитвата е духовна способност која захтева практика на стремеж кон Бог и неговата љубов. Може би си мислите дека примената на молитвата е ритуална и религиозна практика, но ве уверувам дека тоа е лесен, чувствен однос кој започнува од вашето срце кон Бога и се остварува кога е во името на Исус Христос. Ние можеме да се молиме и кога се шетаме, кога возиме кола, додека работиме, бидејќи Бог секогаш не слуша и ни помага. Неговата љубов за нас не зависи од нашите молитви, но нашата духовна чистота и преобразба зависат од тоа дали му се молиме на Бога или не. Најчесто луѓето кога немаат проблеми, не размислуваат на потребата од Бог во нивниот живот. Но кога се соочуваат со несреќи, тешки болести, осаменост и други проблеми, разбираат дека само Бог може да им помогне. За жал, некои луѓе немаат успех во молитвата, бидејќи не разбрале дека молитвата не е манипулативно средство кон Бога, ниту жалби и поплаки, ниту листа на желби и нивна порачка или пак магична формула. Некои мислат дека молитвата треба да има посебни зборови, но всушност таа треба да биде разговор со Бога, односно состанување со Него и искрено споделување на она што вам ви лежи на срцето. Некогаш можете да ја споделите грижата, некогаш тагата или неодлучноста, но најдобро е да ја споделувате благодарноста. Тогаш многу брзо започнувате да се енергизирате од Божјото присуство, бидејќи не сте фокусирани само на себе си и проблемите, туку пред се на Бога. Би можеле да започнете со некои кратки молитви, кои би можеле да звучат и на следниот начин. Фала ти, Господе, што ме разбуди и денес здрав и жив. Или пак, Боже мој, ти благодарам што се радувам денес и ги сакам луѓето. Нека се благословени сите, доприм го срцето со Твојата љубов, Исус. Или пак би можело да звучи на следниот начин. Веќе нема да се грижам и да се плашам за моите најблиски, зашто знам, Господе, дека Ти ги чуваш, Тебе Ти верувам и Ти си наша заштита. Или пак би можеле на следниот начин да искажете благодарност. Фала ти, Господе Исусе Христе, што и денес ми даваш благодарно срце за да ги ценам сите нешта што ги имам, да можам да делам со другите, да се радувам на тугиот успех, да ги доживувам Твоите чуда во мојот живот по Твоја милост.
Амин. На овој или сличен начин можете да благодарите за се што имате. Но ако благодарите во молитвата кон Бога, дури за оние нешта кои ги немате, а верувате дека ќе ги имате и дека Бог ќе ви ги даде, тогаш навистина ќе доживеете чуда. Овој принцип Исус го објаснува. Се што ќе побарате во молитва, верувајте дека го примивте и ќе ви биде. Кога ви е тешко и се чувствувате непријатно, имате потреба да се видите на разговор со некого кој што ви значи, во кого имате доверба, некој што кон вас пројавува разбирање. И тоа би било некој ваш близок пријател. Што ми ја споделите тежината или она која ве обременува со вашиот пријател, веќе ви олеснува, се растретувате. Тогаш пријателот ви дава негов увид, совет или ве соочува со ситуациите од друга перспектива. Но дури и ништо тој да не ви каже, вас ви е доволно што некој ве сослушал, сте можеле да го споделите вашиот проблем со некого. Со пријателот вие имате диалог, но не се гледате со него само кога имате проблеми, туку и кога има убави моменти во вашиот живот. Затоа го каните на разни забави по повод роден ден, дипломирање, венчавка, нова работа, успеси и така натаму, но, за разлика од луѓето и човечките пријатели кои не се секогаш искрени, Бог никогаш не изневерува. Многу е полесно кога со него споделувате. Тогаш сте растеретени и не морате да инволвирате други пријатели кои некогаш може да се претворат во ненадејни противници, па и непријатели. Велам дека треба да имате пријатели и да ги сакате, да ги почитувате и да им помагате, но не да ги поставувате да го завземат престолот на Бога во вашиот живот. Исус вели: вие сте ми пријатели ако го вршите она што ви го заповедам јас. Веќе не ве нарекувам слуги, зашто слугата не знае што работи господарот, туку ве нареков пријатели, бидејќи ви кажав се што сум чул од мојот Отец. Тоа е запишано во Евангелие по Јован 15 глава. Кога човек има влијателни пријатели, има некои привилегии или придобивки. Кај луѓето тоа некогаш се сретнува како пријателство од интерес. Додека пријателството со Исус не прави да бидеме плодоносни. Именно кога ги исполнуваме зборовите на Исус, имаме плодност во нашето живење. А на таков начин ја имаме привилегијата да ни се исполни секоја молитва која ќе ја упатиме до Бога во Неговото име. Не ме избравте вие мене, туку јас ве избрав вас и ве испратив да одите и да создавате плод. Таков плод што трајно ќе остане. Тогаш мојот небесен татко ќе ви ја исполни секоја молба што ќе му ја упатите во моје име. Бог сака да ни биде пријател и може да не поднесе и прифати во сите верзии и изданија, бидејќи безгранично не љуби. Со Бог можете да ги споделите најубавите мигови од вашиот живот и тој нема да ви се налути, ниту завидува, ќе се радува со вас. Тогаш како да се молиме? Во Евангелието според Матеј во 6 глава Исус вели: а кога се молите, не постапувајте како лицемерите, кои сакаат да бидат забележани од другите кога се молат по синагогите и по плоштадите. Ве уверувам дека друга награда за нив ќе нема. Многу луѓе сакаат да се прикажат како богоугодни и праведни, но тоа не е чиста намера за да се молат на Бога. Затоа личниот однос со Бога треба да се гради со искреност и не за луѓето да ве видат. Исус појаснува: а ти, кога ќе се молиш, влези во својата соба, затвори ја вратата и помоли му се на твојот невидлив небесен татко кој го гледа тоа што е тајно и ќе те награди јавно. Кога се молите, не редете празни зборови како што тоа го прават оние што не го познаваат Бога, мислејќи дека ќе бидат услишани поради својата речовитост. Не бидете како нив, зашто вашиот небесен татко ги знае вашите потреби уште пред да го молите за нив. Треба да сме фокусирани на Бога кога се молиме. Исто така Исус појаснува дека многу луѓе се молат со долги молитви и празни зборови, мислејќи дека заради тоа ќе им бидат слушнати молитвите, но всушност треба да се молиме од срце. За да го добиеме тоа што ни е копнеш во нашето срце, пред се треба нашето срце да е посветено на Бога, односно да го имаме духовниот живот со Исус. И тогаш ќе посакуваме нешта
кои се во согласност со Божјата волја. Молитвата не е силна, бидејќи завземаме некоја посебна позиција со нашите тела додека се молиме, ниту пак од употребата на артефакти или икони, свеќи или бројаници или амајлии. Бог одговара на молитвите што се во согласност со неговата волја. Пишано е: кој го има Божиот син, има вечен живот. Кој го нема Божиот син, нема вечен живот. Заради тоа ние имаме доверба во Бог и знаеме дека кога молиме нешто што е во согласност со неговата волја, тој ќе ни го исполни. Знаеме дека кога се молиме, тој не слуша и сигурни сме дека на нашите молитви ќе добиеме одговор. Ова е запишано во Прво Јованово послание, 5 глава. Драги пријатели, можат ли сите ваши грижи, макар и за педа, да ви го продолжат животот? Се разбира дека не. Но ако не се молите, тогаш грижите се акумулираат и тежат во душата. Така станувате жртва на стресот, паѓате во очај, грижи и немате волја за живот. Многу луѓе не искусиле плод во својот духовен живот, бидејќи не ја користеле молитвата. Но молитвата е рецепт преку кој можеме да примаме од Бога, а тоа како принцип звучи вака: молете и ќе добиете, барајте и ќе најдете, почукајте и ќе ви биде отворено, бидејќи секој што моли ќе добие, оној што бара ќе најде, на оној што чука ќе му биде отворено. Бог знае што ни е потребно. Затоа, наместо да се оптеретуваме со прашањата што би јаделе, што би облекле, што ќе се случи во иднина или што не очекува, во нашиот фокус треба да се грижиме единствено за Божите цели, односно за Божјото царство и неговата праведност. А се друго што ни е потребно, ќе ни биде дадено. Сега ќе завршам со стих од Светото писмо за практиката на молитвата која ни овозможува Божји мир и заштита. Немојте да се грижите за ништо, туку во сите ваши молитви барајте го од Бога она што ви е потребно и бидете благодарни за она што го добивате. Ако правите така, тогаш Божјиот мир, кој е далеку над она што човек може да го разбере, ќе ги чува вашите срца и умови поради вашата припадност на Исус Христос. Драги пријатели, ако не можете некому да помогнете физички, тогаш можете духовно да му помогнете кога се молите за него. Исто така можете да се молите за Божја интервенција врз оние предели од светот каде што има непогода. Можете да се молите за исцелување на народите и секако за нивно спасение. Ве охрабрувам во тоа. Божји благослов и мирот Божји нека биде во вашите срца. Убав ден. Довидување.